И овој понеделник од нас, летото си гази, Си врви. одморите си одат, полека доаѓаме во ситуација дека и јули ни завршува. Кога ќе гледате оваа емисија, тоа е веќе последната недела од месецот јули. Веројатно, многу мина од вас се веќе на одмор или планираат, ги бројат деновите, каде што веќе треба да направат пауза, да стиснат пауза на она секојдневие, која значи работа, работни обврски и да појдат на некој недела дена, десетина дена на страна и да бидат своји. Пред да отидете. Се договоривме минатата емисија дека ќе зборуваме за повторно делов на труд, но од аспект на договарање. Минатата емисија зборувавме за делот каде што ги спомнавме колективните договори, но пред да ги спомнуваме или да ја продолжиме емисијата, да ти посакам добар ден и да те оставам да ги поздравиш гледачите. Благодарам, поздрав од мене до сите присутни. Навистина, убаво велиш во овие летни денови, во овие топли денови, да се разговара за прашања од работен однос. За некого е предизвик, а ја верувам за мене и за тебе е задоволство. Секогаш. Така да, навистина, има за што да збориме, меѓутоа, и сам спомна минатата емисија, ете некако најавивме дека има аспекти на колективно преговарање, бипартитноста се појавува, што тоа значи, одредени аспекти како да се колективното преговарање зајакне кај нас, како да се промовира повеќе и така натаму, па еве верувам дека и оваа емисија ќе даде еден скромен придонес во делот на етаблирање на овие прашања, поставување, реафирмирање на овие прашања трудови во делот на нашата земја. Како се сеќаваш, например, зборувавме, или барем ти начина една многу интересна предпоставка која би требало да биде рецептот за колективното договарање, а тоа е дека всушност треба да работиме на изградбата на култура. Да. Култура на разговарање, преговарање, разбирање, за да седнеме на една маса и да се разбереме всушност дека припаѓаме на една малечка микрозаедница која всушност не обезбедува секојдневна одржливост и мене и тебе во форма на работодавач, во форма на вработен. Веројатно би требало да дојдеме во ситуација да првата работа што треба да не спои е интересот. Како во форма на, сега те прашувам од позиција на човек кој всушност го владее правото, во смисла на трудовото право, како всушност да дојдеме во ситуација на граѓаните на Македонија да им пред се да им ја отвориме чакрата да си веруваат меѓу себе. Како да дојдеме во ситуација да тие почнат едни со други да се веруваат, а не да се гледаат преку нишанот во закопани длабоко во своите ровови. Па Милане, ти сега, ако смеам да забележам, ти зборуваш за духовен препород на македонскиот народ. Може користам такви некои. Инаку, јас тука препознам, да ја веднаш кога ми зборува некој како да се веруваме едни на други, ја веднаш сметам тука да имаме честни намери, да нема лицемерие, да има одговорност, да има лично изградување кај секој човек, еден пат кој што упатува на тоа дека треба, значи, да се менува свеста, и ти ја спомна таа култура. Значи, но да се смени свеста, јас сватив, тоа е мој личен увид, не мора почитуваните гледачи да се сложат со мене, па ни ти. Сватив дека за да се менува свеста, тоа е тешка работа. Ние се формираме уште од утробата на нашата мајка, создаваме некои се докторите имаат разни објаснувања како до колку години детето до 5 години формира одредени карактер, сега нели по најновите медицински, па потоа околината, фенотипските аспекти на општеството, друштвото, семејството, образованието и така. Сето тоа на крајот изградуваат една личност, оформена личност да претпоставиме. Са таа оформена личност да промени одреден светоглед, да една свесност, да свати дека можеби не треба се во закон за работни односи или закон за безбедност и за работа да се уредува, туку дека треба да преговара, да договара, да има нешто и тука вклучувајќи ги своите интереси како преговарачка страна да ги вметне, а при тоа да ги ислуша интересите на другата страна, да ги прифати
каде што не е доволно само ефективно слушање, туку иззивање на позицијата на другата страна, односно чевлите на другиот да ги пробаш, не само да слушаш, од овде да влегува, од овде да излегува. За сето тоа да го правиш без одреден духовен потенцијал внатрешен, без душевни оформени карактеристики, без плодови на духот, долготрпение, кроткост, љубезност, па на крајот на денот можеби и љубов да имаш, во смисла на она општа љубов, не конкретно кон некој човек, личност, него општо сватена како агапе, тогаш, всушност, зборуваме за голема работа. И затоа ја го кажав културата на преговарање. Културата на преговарање и свесноста ја нотирам, ја поврзувам со два аспекта на системов. Прво, имаме колективни договори, или ајде тоа е второ. Прво, немаме колективни договори. За да имаме, потребно е разбирање на нивната суштина, нивното значење и да седнеме да разговараме, да преговараме. Но и тоа не е доволно ако немаме култура и свесност да го склучиме колективниот договор. Да се најдеме негде помеѓу во различните интереси. И вториот момент, кој што го спомнав, но не помалку важен, е кога имаме колективни договори, повторно не е потребна култура и свесност да ги применуваме. Ако го немаме тоа, ќе се случи како што многу често гледам при моите анализи во пракса, да има колективни договори и во приватниот, и во јавниот сектор, а да не се почитуваат одредбите. Тогаш тоа е она за проформа, за да го има колку да го има. Тогаш тогаш воопшто да не го побара случајно. Тогаш е статистика само. И тие одредби јас ги нарекувам импотентни одредби, не се применуваат. Се гледа дека ептенти лежи во духовното. А те честувам за духовно, веднаш влегуваш во онај делот кај што се обидуваш да ја објасниш. Ама знаеш зошто? Знаеш што? Не, те разбирам јас комплетно зошто. Она што всушност, например, јас сакам да го видам и овдека и да им го искомуницираме на оние кои не гледаат сега во овој момент е делот каде што двете страни кога разговараат, двете страни кога преговараат, дали всушност би помогнало ако ние ги ставиме како законска рамка, значи побарување закона, или потребно е да ги развиеме, а понатамо да ги ставаме како, да кажеме, освоена територија. Зашто знаеш што е проблемот овдека? Ние можеме да дојдеме сега кои луѓе кои функционираат во оваа област да кажеме дека да, ќе го ставиме колективното или бипартитното договарање, потребата од двете страни на ниво на фабрика и со тоа да завршиме со една реченица дека е потребно да се формираат во наводници работнички одбори, кај што треба да се работи, кај што треба да се разговара преговори. Синдикати или представници на вработени? Сега представници на вработени, затоа што тие потребно е да еволуираат во синдикати. Значи тоа се веќе скалилата кои треба да се искачуваат. Значи прво вработените да се формираат, да се соберат, па после да дојдат да се осознаат, па да се приклучат до нешто поголемо, да знаат дека всушност во силата доаѓа или да кажеме моќта доаѓа од делот на окрупнувањето. Но не се. Мене ми е многу повеќе во овој делот, кај што затоа и те прашав. Како тоа да го направиме ние во пракса, да ги седнеме, као јас и ти што разговараме денеска, на една маса и вработените и работодавачот, ама да не биде проформа, ама да не биде тоа статистика, ама да не биде тоа некоја си, затоа што другите така викаат, него затоа што е наша вродена потреба. Те свеќам, ти веќе го даде одговорот. Претходно. И едните и другите имаат интерес да седнат и да разговараат, да преговараат, да склучат колективен договор. И едните и другите. Не велам дека нема симулација на волја. Има негде се влегува се колективно се преговара и се симулира добра волја, дека се има бонафиде да се преговара и така натаму. И на крајот на денот сваќаш ти дека другава страна цело време правела во наводници филм, односно симулирала волја и излегува од преговорите и немаш колективен договор. Во делот на склучување на колективниот договор немаме ние можност да предвидиме законска одредба каде што ќе мора страните кои што преговараат да склучат колективен договор. Имаме меѓународна конвенција на МОД, ја спомнав во минатата емисија, чисто само вака ја напомнав тогаш, како меѓународна конвенција, значи од страна на меѓународната организација на МОД, на трудот, која што предвидува доброволност, слободна волја во делот на склучувањето на колективните договори. Но има нешто друго кое што ти го постави сега како праша. Во услови кога или немаш колективни договори или не се применуваат тие што ги имаш, имаш две алтернативи.
Првата е, која што кај нас е актуелна и се применува во пракса, е колку можеш работи повеќе да ги уредиш со закон. И законите наместо да не се намалуваат во обем, јас историски гледано од 91 нака гледам дека се зголемуваат. Одиме со тенденција да дојдеме до оној закон од 1976 закон за здружен труд. Можда некои од постарите гледачи се сеќаат на тој закон, кој што го нарекува мал работнички устав. Устав во кој што имаше над 1000 члена. Значи на ниво на тогашната федерација, потоа републичките закони кои над 1000 члена. Се што можело да се сети законодавецот, креаторите, службениците у тоа време, се обиделе да стават. Арно ама. Трудовото право, посебно во капитализмот, посебно во пазарната економија, е динамика. Колку и да си ти паметен, не професор, академик, не од пракса, не синдикати, животот наметнува своја динамика и ќе се отвори едно прашање, барем, после година дена или после месец дена или после 2 години, кое што ние не сме го предвиделе. И како ќе го примениме? Мора колективен договор и веднаш одговор. Значи ние се одиме во тенденција на законско уредување, поместување на. Тоа ме чуди. Знаеш, еве на пример кога ќе ги гледаме овие развои. Мене воопшто не ме чуди. Дема, гледаш онаа тенденција на пример кај што ние се сакаме да ставиме во закон и си креираме национален спорт. После тоа кога ќе го имаме законот, некако да го измајмунисаме, некако да го превесламе. Доека па, например, кога се огледуваме или сакаме да бидеме општества, како што се, да кажеме, нордискиве, горе су го споменувал тоа неколку пати, кај што законите не постои во Норвешка посебен закон за многу мали законски рамки, каде што е така. На законот за работни односи постојат као такви, ама која разговара со тие луѓе таму вела да не ми паѓа на памет да земам да направам нешто што всушност би значило дека јас треба да го урушам или обрушам системот. Тоа е таа свесност за која што зборувавме на почетокот и култура потоа таа дава на преговарање. Тоа е недостижно, тоа е достижно за нас. Ние не сме некои други луѓе од тие што се таму. Се учи, само треба да има човек волја да сака тоа да го прави. Да сака да биде дел од системот. Така и да биде дел од една поуба средина животна, генерално работна. Како еве не наговестува дека всушност можеби ќе одиме со измени или нов закон за безбедност и здравје и правата. Ти дали би го ставил делов со двостранното договарање? Дали би го ставил како обврска? Тоа сакам да ти кажам. Значи тоа е првата опција е во законот да ги решаваме преку закон колку можеме повеќе да уредуваме. И затоа гледам и синдикатите, па и работодавачите, па и државата некако се ја употребуваат таа парадигма на поставување на нештата, изненадувачки, например, и синдикатите, од кога нема колективни или не се почитуваат и тие што ги имаме, тешко скучуваме, имаме проблеми или вака или така, дајте све во закон да ставиме и мене тоа, затоа те велам, мене не ми е чудно. Тоа е логично, едното од овие решение е логично. Второто логично решение, кое што е поинакво од ова првото, е да предвидиме, тоа што го велиш ти, со закон да мора колективно да се преговара. Што значи тоа? Тоа значи да мора да седнеш во добра волја на преговори, но не значи дека ќе мора да го склучиш колективниот договор. Но обврска е да седнеш да преговараш. Сега, кога би ставиле таква одредба во законот, да мора да се седне да се преговара, секогаш се поставува прашањето за преговарачките страни. Работодавачот горе-доле ни е познат. Другата страна, кој е представникот? Ќе кажат некој веднаш од гледачите синдикатите. Да, ако постојат. Некаде ќе нема синдикати. Затоа ја велам и представници на работниците, сегашниот закон го употребува тој момент, значи ако нема синдикати, вели може и работници да се соберат, па представник од работниците да преговара. Тоа не значи автоматски дека ќе мора во секоја компанија да има и сега и синдикат. Ако се воведе оваа обврска, тоа сакаме го потенцирам. Можеме да го набедаме. Да не се поврзе. Значи, едно е да се направи обврска за задолжително колективно преговарање, каде што од една страна ќе биде работодавачот, од друга страна ќе биде, зборам за компанија, каде што ќе биде синдикатот, а ако нема представници од вработените. Не значи дека ќе мора во компаниите да се формираат синдикати за да се исполни условот да се преговара. Не. Напротив тоа, тука не можеме да наметнеме во одредени компании, може работниците не сакаат да синдикално се организираат, не сакаат, нема човек кој се нафати таа работа да ја турка, секој си гледа некои други аспекти во животот и ќе каже, теоретски може да се каже дека не сака да се формира, нема услови за синдикат. Но тоа кога ќе има колективно преговарање, верувам дека пак од друга страна во оние компании каде намерно се ограничува
скриено, индиректно или директно, аспектот на формирање на синдикати, кое што е со устав загарантирано и со закон за работници, дека не може правото на синдикално организирање да се попречи, а се попречува некаде. Ова обврска за колективно преговарање може ќе ги охрабри тие вработени кои што веќе се на ниет, што велат старите, да формираат синдикат, да формираат и да се охрабрат тоа да го направат како чин, за да се вклучат во тие задолжителни преговори. Еве вака, од пракса. Значи, често пати кога разговарам со работници, велат дека всушност не се заинтересирани. Зошто? Заради тоа што историјата, минатот им носи не така убави сеќавања, но уште повеќе кога доаѓаме во ситуација дека за да бидеш дел од синдикатот мораш да плаќаш членарина. Тоа е дали се 100 денари, дали се 150 денари на луѓево, например, кои работат трудоинтензивни дејности, тие и како им се многу. Ова сега е посебна тема за синдикатот и синдикализмот. Сакам да ти представам зошто сето ова мора, например, да му оставиме време да фати корен. Значи, не смееме да дојдеме во ситуација дека јас и ти дека наметнуваме одредени решенија, него едноставно доаѓаме во ситуација да ти пренесеме на тебе, но и на гледачите, всушност, дел од моите сознанија. Значи, доаѓаме во ситуација дека луѓето генерално не се заинтересирани да има синдикално здружување. Но кога зборуваме, да кажеме, да има работничко здружување или на некој начин колективитет, да биде некое здружување кое е помеѓу работниците, гледаат со наклоност, но немаат она што и самиот ти го порача, дека всушност немаат човек, немаат колега, лидер кој ќе истапи напред, фронтмен, би ги повел. Да. Од друга страна, можеби ние повеќе треба да го размислуваме како бизнис модел. Ако веќе побаруваме ние да дојдеме во ситуација да имаме некој кој треба да ги инспирира луѓето, веројатно треба да размислиме и за модалитетите кои би ги примениле ако сакаме да најмеме менаџер. Менаџер кој би требало да ги инспирира. Професионалец, синдикалец во таа смисла? Не синдикалец, професионалец, него едноставно погодности за тој човек што би гледал дека всушност делувањето како некој што би ги водил би му дале, да кажеме, не знам, платени дополнително или со одредена бенефиција за тие часови кои ги одработува како нивен представник. Не се, има многу можни модалитети, но можеби треба да дојдеме во ситуација да станеме свесни дека во време како што сега кое го живееме, потребно е да направиме анализа како да ги поставиме механизмите да функционираат. Затоа што едно е да кажеме генерално планот како сето тоа треба да функционира, ама сосема е друго како тоа да го ставиме во пракса да функционира. Затоа што повторно ќе имаме. Јас највеќе се плашам од тоа затоа што кога ги работам моје работи, јас наоѓам многу хартија. Но јас не наоѓам функционалност. Доаѓам во ситуација, разговарам со луѓе кои се наведени со име и со презиме дека ги представуваат вработените, ама кога ги прашувам како го правите тоа, ќутат со главите наведнати доле. Зборуваат дека не сме се собрали ние од кога се формираат. И така натаму. Значи, имаме мноштво на работи кои веројатно предизвик е за нас да ги ставиме во некоја форма како воделка, како водеч. Според мене прв чекор, прва точка, основно нешто што треба да се направи е да се има визија и цел. Дали сакаме прашањава за базара, работни односи, генерално плати и слично, да ги уредуваме пред се со закон или со колективни договори. На база на ставот тој треба да биде изграден од сите социјални партнери, државата, работодавачите, синдикатите и стручната експертската јавност, во кој што влегуваме и ние професорите, да дадеме аргументи и за едното и за друго. Кој ќе се избере, кој ќе имаме визија, многу е полесно да одиш напред и да гледаш дали ја постигнуваш целта, дали се движиш согласно визијата или талкаш. Ако сакаме да градиме систем на колективни преговори, бипартитни, прва точка, после определувањето на таа визија, ако ја одбереме ова, треба да воведеме, за да заживее во Македонија вистински, задолжително колективно преговарање. За овие 30 години имаме доволно знаење, искуство, стаж поминато како земја да сватиме каде ни се добрите страни, како општество, како правен систем, каде ни се слабите страни.
Ако градиме систем на колективно преговарање без да вклучиме задолжително, ќе се најдеме повторно во истата ситуација каде што или нема да се склучуваат, или воопшто нема да се преговара, или воопшто нема да се применува. Проформа. Ако градиме законски систем, да знаеме на што сме, дека системот ни биде пред се уреден со законските одредби, евентуално нешто со подзаконски акти од страна на државата, Министерството за туризм, во зависи во кој области, лекс специјалис, и ова друго е нешто ќе биде спорадично, кое што нема толку да го развиваме. Дали едното или другото, велам, ќе зависи од сите чинители, од сите актери во општеството. Не само од работодавачи, не само од синдикати, не само од држава, не само од наука. Значи, не треба да се постои. Ни треба така и една отворена дебата, open mind, но не само отворено срце, туку и отворено срце, но и отворена волја за ова да го направиме. Инаку другото е во поголема или помала мера импровизирање. Океј, на крајот. Ако би требало да прашам со многу кратки и едноставни реченици како би одговорил, што треба да направиме со новиот закон за безбедност и здравје при работа? Да продолжиме да работиме на него. Правнички. Не, се шал. Значи, и тоа е затоа што тоа па ја збори комплексноста на она што ни предстои. Според мене треба малце да се продуктира овој закон од одреден број на одредби и да се отвори врата, ако не преку закон за работни односи, ја верувам дека и преку новиот закон за работни односи тоа ќе се направи, и преку овој закон да се отвори врата да можат одредени прашања да се уредуваат со колективни договори. Зборам за аспектот на БЗР, а тоа ќе може да живее вистински, да има ефикасност ако се зафатиме со патот да го врвиме каде што ќе внесеме во закон за работни односи или во закон посебен, како ќе биде за синдикати и синдикално организирање на работодавачи, да внесеме задолжително колективно преговарање. Но тука има и други аспекти кои што комисијата треба да ги разговара, да ги работи. Она што би требало да го разбереме во ова наше беседење дека прво, за да ги мрдаме работите во насока која што нам не одговара, а тоа зборувам и за работодавачите, но и за вработените, потребно е да имаме волја. Потребно е да се разбереме, потребно е да имаме отвореност во однос на темите кои треба да ги третираме и пред се да разбереме дека единствено ние сме тие кои можеме да меѓу себе ги направиме нашите работни места подобри, почовечни, поздрави. Да. Првиот чекор е секојаш разговорот. Се останато понатаму ќе биде диктирано од начинот на кој сакаме и се цениме себе си, но и го цениме другиот како човечко битие. До следната емисија ве поздравувам и уживајте во македонско прекрасно сонце. Поздрави од мене. Убави одмори.